Колега, сакам да ве демантирам, особено во делот со вашите невистини, а како советник од претходниот состав, вие добро знаете и заедно во месец јули во ребалансот ги вметнавме, односно рамката беше проширена за 120 милиони денари, таму ги вметнавме 64 проекти кои што ни беа одобрени од владата, согласно средствата од унгарскиот кредит. И да ви кажам дека кога со тој ребаланс, кој што беше направен кон месец јули, има процедура. Нели, тој не може да биде веднаш ефективен, се пушта во Министерство за финансија, таму треба да се вчита, да се процесира, па да го вратат назад. Па понатаму, ако сакаме да ги видиме тие проекти на дело и на терен, како се работат, нормално првиот момент е да се распишат јавни набавки. Меѓутоа не може да се распишат јавни набавки доколку не се промени годишниот план за јавни набавки. Последната промена на годишниот план за јавни набавки на општина Витола можете да отворите слободно и да видите на страната за јавни набавки, јавно достапни се тие податоци, дека е направен на 8 август. Таму се додадени сите проекти, сите тие проекти за кои што ние проширивме рамката и кои што сега во моментот се тендерирани и се во фаза и се во процедура. Нормално, во зависност од постапката, дали се работи за отворена постапка или полуотворена постапка, има рокови кои што течат, дали се 30 дена, 15 денови, па нормално ќе има евалуација, па ќе се закажи термини согласно, не знам, потребите на јавната набавка, може би да има и жалби, да се сето тоа да се пролонгира, меѓутоа сите тие проекти генерално се тендерирани. Како очекувате да почнеме со работа и да видите бројки во податоците и во кварталот, како можете да видите реализација кога тие не се уште извадени на терен? Како да видите бројки, како да видите реализација кога се уште не се избрани, а се во постапка, не дека ние нешто закаснавме, колку да ве потсетам и овој факт, добро е да се знае дека на 9 август се распишани изборите, согласно законската рамка. Од 70 до 90 дена се распишуваат, пред да се одржат 19 октомври, се распишуваат изборите. Значи на 8 август направен е, проширен е годишниот план за јавни набавки, за да можат во овој период кога се распишани изборите од 9 август натаму да се тендерираат. И токму тоа општината го прави. Општината не пропушти ниту еден ден не се осети комотна и ниту еден ден не се почувствува лежерна во своите фотели и да ги заборави проектите на граѓаните. Не, проектите на граѓаните се ветени и ние ќе ги оствариме. Меѓутоа фактот е дека ако сакате да ги почитувате позитивните законски рамки и прописи во Република Македонија, едноставно мора да поминат процедури и фази. Таа процедура е сега тендерирањето, кој што го споменав повеќе пати, за сите јавни набавки. Слободно отворете на страната за јавни набавки, ќе ги видите речиси сите проекти кои што се тендерирани. Јас ревносно ги следам, бидејќи една од улиците, која што е тендерирани, за која што сме добиле средства, односно е дадена поддршка од владата, е улицата Христо Ботев, на која што живеам. Внимателно следам докаде е јавната набавка, дали се јавиле економски оператори, дали не се јавиле економски оператори, ако не се јават економски оператори, треба одново да се распишува. Значи, јас сакам час поскоро да почнат сите постапки. Верувам дека и вие тука сите колеги сакате да почнат постапките. Од тука, колега, доаѓа и во кварталот, бидејќи го спомнавте, реализацијата на 58,2%. Меѓутоа, тоа е така, ќе повторам, бидејќи рамката во месец јули ја проширивме за 120 милиони. А до овој момент, овие проекти не можеме да му ја видиме реализацијата, бидејќи се уште се во фаза на постапки за јавни набавки. Сега, ако сакате да споредуваме, што значи овој процент 58,29 за овој квартал во 2025 година, ајде да го земеме третиот квартал од исто ваква изборна година, а тоа е 2021 година. Еве за јавност да му биде појасно, во 2021 година, за истиот овој квартал, процентот
на реализација на расходите изнесува 44,12. А овој нашето е сега 58,29. Не е поентата тука. Сега во на неуспешност ние да наоѓаме 5-6% кој е подобар или кој е полош. Сакам единствено на јавноста да му објаснам дека вашите обвинувања и претходно колешката која што говореше до вас, дека не се во ред, не се исправни и не се транспарентни. Ние навистина имаме сериозни намери овие проекти да го видат, да ја видат светлината на денот. И јас се надевам дека општинската администрација за скоро време ќе заврши со јавните набавки и ќе можат да фирмите, односно економските оператори да излезат на терен и да почнат со работа. Ви благодарам.